Почитувана подпредседателка на Собранието, почитуване премиере, министри, министерки, почитувани колеги пратеници, пратенички, почитувана јавност. Денеска се спремам да поставам 3 прашања, но ќе морам да почнам со нешто што не е поставување на прашања, затоа што денеска се случи еден срамен чин на недискриминација и непочитување, што беше изговорено од Министерката за финанси. Настан што не е само личен напад врз пратеничката Петровска, туку е напад врз достоинството на сите жени, мајки, работнички, борци за правда и еднаквост во ова општество. Министерката за финанси си дозволи да изрази дискриминаторски став кон пратеничка, деградирајќи ја како личност и негирајќи ја нејзината способност да зборува за животот, трошоците и предизвиците на семејствата во оваа наша држава. Со зборовите, не можам да ве кажам почитувана, за да кажам почитувана, треба да ја заслужите мојата почит. Министерката директно покажна ароганција и непочитување кон институцијата парламент, во кој секој пратеник и пратеничка е избрана од граѓаните и граѓанките и имаат мандат да ја изразат нивната волја. Ова собрание, почитувана, не е приватен клуб во кој членството зависи од личните симпатии на некој министер. Ова е демократска институција во која секој има право да зборува, без да биде понижуван. Но министерката отиде чекор понатаму, со обидот да наметне поделба меѓу оние што се мајки и оние што, според нејзиното мислење, немаат право да зборуваат за економските проблеми на семејствата. Ако некоја жена не е мајка, тоа не значи дека не може да зборува за економски прашања. Ако некоја жена не е министерка, тоа не значи дека не знае како изгледа реалноста во нашата драга Македонија. Министерке, во оваа држава има илјадници мајки кои знаат многу добро што значи да се преживува од месец во месец, кои се борат со зголемените трошоци, кои бројат денари за да обезбедат храна, грејење, училишни материјали. Оваа држава има илјадници жени кои не се мајки, но кои работат напорно, кои ги чувствуваат истите економски последици од вашата, за жал, неспособна политика, кои не заслужуваат да бидат замолчени со елитистичките ставови и ароганција. Ова не е прашање само на еден недоличен напад врз една пратеничка. Ова е прашање на тоа каков однос има владата кон секој граѓанин што не се вклопува во нивните лични критериуми за почитуваност. Ова е прашање на тоа дали министрите што управуваат со милиарди евра јавни пари мислат дека граѓаните и граѓанките треба да ја заслужат нивната почит или тие треба да служат на сите подеднакво. Почитувани, не постои диалог таму каде што постои дискриминација. Не постои почит таму каде што се понижуваат пратенички. Министерке, ова не е ваш личен простор каде што можете да делите оценки за луѓето според вашата лична перцепција. Ова е собранието на Република Северна Македонија. И јас ке се борам неуморно да не се нарушува неговото достоинство со ароганција, дискриминација и понижување на било кого или било која поради нејзини или негови различности. Ке не слушате, ке ме слушате, без разлика дали вие сметате дека заслужуваме почит или не, бидејќи почита на оваа сала ја даваат граѓаните и граѓанките, а не министрите што денес се на функција, а утре ќе бидат само фуснота во историјата. И затоа, министерке, јас сум Фатмир Битичи, имам сопруга и родител, сум на 2 деца. Те молам, одговорете ми, дали сум достоен да ви поставам пратеничко прашање? Ова собрание не смее да биде место каде што министрите делат оценки за тоа кој заслужува почит, а кој не. Почитат не е лична привилегија на еден функционер, туку вредност што треба да биде основа на секој демократски процес. Со својот изразен дискриминаторски став, Министерката за финанси покажа дека не ги разбира овие принципи и затоа нема да учествувам во натамошната комуникација со нејзе. Ниту ќе и поставувам пратенички прашање, иако веќе беа подготвени 2. И затоа ова ќе остане само така се додека не се извини јавно за навредливиот и понижувачки однос кон колешката Петровска.
но и кон сите оние што не се вклопуваат во незината лична дефиниција за почитувана. И првото прашање ќе го поставам до министерот за одбрана Владо Мисајловски. Поврзано со пак дискриминација. Во Собранието на Република Северна Македонија пред само неколку часа бевме сведоци на овој скандалозен чин на дискриминација. Таквото однесување е секако недопустливо. Но уште по-загрижувачки е тоа што дискриминацијата не останува само во рамки на тој говор во Собранието. И тоа се спроведува веќе и во институциите, преку различни начини на дискриминација по секаква различност. Најновиот случај е токму во вашето министерство, кое вие го ръководите. Мајорот Џоко Христовски, припадник на армијата на Република Северна Македонија, иначе брат на актуелниот градоначалник на Крушева, е прераспореден на работно место во касарната во Велес, на 120 км од местото на неговото живење, иако постојат касарни многу поблиску во Прилеп и Кичево. Таква одлука без организиран транспорт и без јасно образложение представува преседан и отвара сериозен сомнеж дека станува збор за политички мотивиран реваншизам. Прераспоредувањето на воено лице на ваква далечина во отсутство на објективни причини ја доведува во прашање улогата на целото министерство. Дали Министерството за одбрана функционира според професионални критериуми за одбрана, функционира или пак селективните прераспоредувања ќе станат нов инструмент за казнување на оние кои не се блиски до актуелната власт. Дали оваа одлука има реална потреба од командно-оперативен аспект или е директен притисок врз семејството на актуелен градоначалник од опозицијата? И затоа ве молам да ми одговорите. Дали ова прераспоредување е мотивирано од професионални или политички причини? И дали Министерството за одбрана под ваше водство ќе продолжи да ја користи командната структура за политички притисоци врз припадниците на АРМ? Путја е трет. Третото прашање е за министерот за економија, господинот Бесар Дурмиши, кој што не е тука. Почитуван министер, економскиот совет, синдикатите и работодавачите треба да создаваат политики за заштита на вработените и пазарот на трудот. Ова е дисфункционално, додека прашањето на зголемување на минималната плата е во грч. Владата кој што го води овој совет те дистанцира од ова. Синдикатите ни дел од бизнисмените барат зголемување на минималната плата на 500 евра. Но како да е ова намерно направено од социјален диалог, дека граѓаните секој ден и повеќе се посиромашни. Во јануари 2025 година индексот на потрошувачката се зголеми за 9,4 во споредба со минатата година, додека индексот на цените е зголемен за 5,2. Потрошувачката кошница е над 63.000 денари, за да се, значи треба 2,9 минимални плати за потрошувачка кошница, додека владата уште ова не го има направено. Еден дополнителен проблем е представникот на застапување на синдикатите кои што ги имат блокирано колективните синдикати за да не им овозможуваат работа и да докажуваат кој е по-репрезентативен. Немаме никаков конкретен случај, но немаме никаква најава за зголемување на минималната плата. Затоа барам од вас јасен одговор дали владата има намера да го деблокира економ-социјалниот диалог и кога ќе почнат да работат со нивните законски надлежности. Ви благодарам.